Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов во емисијата во Центарна Алсатем телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија е дали егејците владеат со Република Македонија и дали поради егејците всушност не се решава тој проблем со името со Грција и Македонија не станува членка на НАТО и на ЕУ. Што е важно да се каже на почеток на ова наша вечерашна тема? Како прво во Македонија денес живеат некаде помеѓу 150 и 200.000 македонци со потекло од Егејска Македонија или така наречени егејци. Овие македонци или овие егејци Груевски ги има масовно мобилизирано и врзано за себе околу прашањето за името. Егејците стана вистинска гласачка машинерија на Никола Груевски и на ВМРО ДПМН и те се кичма на нивното победување на изборите во последните 7-8 години. За да се симни од власт Никола Груевски мора да бидат разнебитени егејците или да им биде скршена кичмата на македонците со потекло од Егејска Македонија. И на крајот егејците се означени како главна пречка за решавање на спорот со името помеѓу Македонија и Грција. Дали егејците владеат денес со Македонија? Како е точна емисија, добар си. Оф, што се егејците? Молим те, не, ке ти одговора меѓутоа што се? Што се егејците? Македонци ли се? За почеток, погледнете едно парче од интервјуто со внуката на Гоце Делчев на тема како таа се чувствува по своето национално определување. Вие како се чувствувате денес? Македонка? Денеска се чувствувам егејка. Генералот Тодор Атанасовски е една од клучните фигури на Втората светска војна или на таа антифашистичка војна која се водеше во Република Македонија. Денес е прв човек на македонските ветерани или на македонските борци, некаде пред 2 месеци дава интервју во Утрински вестник кај што кажува некои работи кои се поприлично тешки и кои се поприлично тескобни и кои заслужуваат да бидат искоментирани. Например, во тој интервју за Утрински вестник генералот вели дека Македонија поминувала низ различни амплитуди, цитирам, големо српска, големо бугарска и сега поминува низ една амплитуда кој тој би сакал да ја наречи егеизација. Што тоа всушност значи, почитувани гледачи? Прво, ако во Македонија имало србизација и бугаризација, односно народите од соседните држави ја окупирале Република Македонија, значи сега има егеизација, значи некој нов народ, а тоа се егејците, исто така има окупирано Република Македонија. За да биде ова теза коректна, тогаш значи од егејците треба да се направи посебен народ и тие како посебен народ го имат окупирано овој дел на македонскиот народ. Ако егејците не се срби, ако егејците не се грци, ако егејците не се македонци, бидејќи се окупатори во Република Македонија и го окупират македонскиот народ, тогаш што се егејците? Грци? Дали ова значи дека од егејците треба да се направат грци и дека тие како грци или како окупатори треба да бидат избркани од Република Македонија? Затоа сега, почитувани гледачи, ако приметувате, веќе не се говори за антиквизација, туку се говори за хеленизација на Република Македонија. Јас сум бил секогаш против проектот антиквизација на Република Македонија и тоа што го прави Никола Груевски. Меѓутоа сега да се говори за хеленизација на Република Македонија е апсолутно штетен и апсолутно опасен процес кој води Македонија во едни доста нестабилни политички разврски. И гледате каква политичка и идеолошка, па дури идентитетска подлочка се прави сега во Република Македонија. Егејците, кои всушност се македонци од Грција или би требало да бидат грци во рамки на Република Македонија, денес владеат со Македонија, имат окупирано Македонија и македонците од ова вардарска Македонија треба да се побунат и да се кренат против окупаторот, а тоа се егејците. Тоа на некој начин е подлошка за можна граѓанска војна, почитувани гледачи. Пред месец Што се егејците? Генералот Македонци Тодор Атанасовски, нели, кој е една од клучните фигури, се пак е прв човек на борците во Република Македонија, вели, има неколку фази, неколку амплитуди. Бугаризација, србизација, ова последна амплитуда, не знам како да ја дефинирам, вели, но најблиску до дефиницијата е егеизација. Одлично. Значи, јас сега ќе одговорам директно и можеби безобразно. И не ми е гајле, се надевам ќе го пуштиш ова. Значи, Тодор Атанасовски точно со позицијата што ја има председател на Сојуз на борци на Македонија, или ветерани, како се вика, од Втора светска војна, е човек кој очигледно има проблем со себе. Дали затоа што е сега остарен, па му избил на површина, значи експлодирал човеков,
внатрешно, или затоа што има некој голем комплекс, го направи овој злостор према македонскиот народ. Груба теза. Не е груба. Не, груба теза егеизација, кај што вели нашата диаспора или малцинството владее со мнозинството македонски народ. Не, уште пострашно е. Србизација и бугаризација значи различни народи дошле овде и владееле. Значи егеизацијата би А значило... егеизацијата е сега нов момент дека и македонците од егејскиот дел на Македонија, Од Грција. да, еве сега, да, Од од Грција, не се македонци. Знаете зашо ја прашам? Ако има србизација, ако има бугаризација, а сега се плашат да кажат грцизација по употребуваат термин егеизација, кореспондира со неколку фази. Беше антиквизација, и ако гледате изминатите неколку месеци не се говори за антиквизација, туку се говори за хеленизација на Република Македонија. Демек ова што се случи е грцизација, хеленизација, нели? Добро да, ама за да може да се изврши грцизација, значи ние доаѓа- мора да се произведат грци во Македонија. И доаѓа американскиот амбасадор со терминот словенско малцинство, што значи дека треба да влеземе во трета фаза која би била ресловенизација или словенизација. Не. Тоа не мири се на добро. Па не мириса и ова не е нешто ново, меѓутоа прво да расчистиме. Значи, овој идентитет, основата, коренот на овој идентитет е името. Тоа е античко. Ете, така да речеме, старо. Антиквизацијата за цел имаше точно тоа, да го пресече континуитетот. Знаете, еден идентитет не се создава само во еден период. Тој има корени. Кога е нападнат горниот слој или стеблото надземно, самото реагира. Се спушта се подоле, ги пушта корените, као во потрага по вода. Ќе стигнеме ние и до преисторија. Затоа што не постои идентитет кој се создал на вештачки начин, како што мислат некои. Идентитетот си е најприродна состојба на еден организам. Зошто се егејците така мобилизирани околу тоа неменување на името Република Македонија, поради простиот факт дека први од македонските граѓани биле предмет на асимилација на грците, кои со години, да не речам децени, ги нарекувале славомакедонци. Зошто егејците толку се врзуваат за Александар Македонски? Поради територијата, бидејќи егејците потекнуваат од истата територија од кај што потекнува Александар Македонски. И тој корен со таа територија им дава надеж дека еден убав ден егејците ќе може да си ги вратат своите имоти кои останаа денес во рамки на Република Грција. Зошто се егејците денес толку силно настроени против Република Грција, поради екзодусот и поради граѓанската војна, поради кој голем број македонци од Егејска Македонија и од Грција беа принудени да ги напуштат своите родни огништа и да бидат раселени не само на територијата на Македонија, туку ширум Источна Европа. На таа основа или на тие основи Никола Груевски всушност ги врзува егејците за себе и тие стануваат негова послушна и верна гласачка машина. Дали треба да биде скршена кичмата на егејците за да може да биде решено тоа прашање со името помеѓу Македонија и Грција, односно дека всушност егејците се таа швајцарска гарда на Никола Груевски која го крепи на власт, која му ја носи победата на изборите и која можеби е најголема пречка за решавање на проблемот со името. Не, со кршење работи тука нигде нема да посебно стигнеме, и второ, таа внатрешна тој внатрешен ресентимент меѓу македонците е помалку здодевен и тежок. Ја таму не би го допирал посебно, но тој проект, тој абсурден проект на културно обескоренување на македонците што ВМРО се обидува да го направи, е подкрепен од една струја која ги има потврдо разбрано во однос на грците идентитетските релации. Меѓутоа, тие не се само во однос на грците, тие се и во однос на словенската културна баштина, како да речем на македонците, оригинерната културна баштина, и во однос на албанците. Значи, под неколку линии се одиумите поставени. Меѓутоа, мислам дека тој конструкт полека се клати. Дека тој толку абсурден,
не доведе до внатрешен стрес и фрустрација да е срам да кажеш дека имаш словенски јазик и да се повикаш на Блаже Конески и дека имаш словенска култура. Една мала група на хоштаплери, историски и партиски ништожници успеа да наметнат низ медиумите една хистеричен дискурс околу идентитетот, кој нанесе голема штета на државата. Оние претворија Македонија во овој мал, ја би рекол, нивен проект, нивна абсурдна мисија за земја подсмев. И сега практично ни се смеат по сите линии. И тој срам некако привршува, бидејќи во книгите, овие што се историски бележници, европски и наши, ние сме македонски словени кои заедно со македонските албанци ја населуваат воглавно оваа територија и они така не учат. Грешката фројдовска на Бели, не знам дали е тоа планирано, не знам дали е случајно омашка, не знам дали е намерна, али е тоа она што они учат. И кога вие велите македонски словени и македонски албанци, а не велите на пример српски словени и косовски албанци. Не велите на пример бугарски словени и бугарски турци. Значи овде всушност идентитетот не е на македонец, туку е на словен. Никој тоа во светот не го прави. Овде како свесно и намерно да се прави идентитетот не околу македонецот, туку околу словенот. Знаете, и неколку фази поминуваме ние. Прво беше антиквизација, па хеленизација, велиме дека тоа што се случува сега е хеленизација или грцизација на рамки на Република Македонија, дека треба да се ресловенизираме. И тука доаѓа она нестрекна изјава на Тодор Атанасовски, кој вели дека после србизацијата, бугаризацијата се случува егеизација на Република Македонија. Тој е прв човек на борците, тоа не е функција која е беззначена, која на некој начин николец од тоа што се случува Втора светска војна, а ако СДСМ е партија наследничка на Сојузот на комунисти, тоа покажува дека тоа веќе станува збор за една смислена стратегија, така да се дефинират и да се наречат тие процеси. Не, знаете што? Ние тука имаме завршена приказна. Не е тоа ова сега што го реоткриваме, со сила го реоткриваме. Тоа е всушност единствен процес кој ни следи е девмеровизација на. Тоа е Тришковски има тука целосно право. Значи, као декомунизација, ќе настане еден период на оваа несрекна етапа која мораме да се нормализираме, бидејќи сме навистина под стрес еден, набутани во инфериорното друштво на европски држави. Во идентитетскиот случај не. Ке се случи растурање на таа кула од карти што ја прават и ќе излезе она што секогаш било. Ние сме македонски словени во која смисла? Не можеме да бидеме македонци сме со словенски јазик, словенска култура, точка ако ви треба, не мора да се дефинирате во етничка смисла како словен, али македонци со словенски јазик и словенска култура. Тоа е доволно. И така сме дефинирани како посебно племе. Ние претходно, после како нација, во таа смисла се разликуваме од другите словенски групи. Кај нас главен проблем историски не се различните етнички групи кои што се албанците, па и грците. Кај нас проблемот асимилација се големите словенски групи, кои што се србите и бугарите. Тие можат нас да не абсорбираат поради блискоста на културниот бекграунд кој е словенски, а не различните. И во таа смисла мултикултурната структура кај нас е стабилна, бидејќи ние и албанците се разликуваме и таквите мултикултурни општества се стабилни во основа. Потребен е нормално политички договор околу поделба на ресурсите во политиката, ама тоа е на површината. Ние не си конкурираме во идентитетска смисла едни со други и тоа е добар почеток. Во Босна крволочноста на војната е од блискоста и конфузијата на етничките структури. Непризнавањето на бошњаците како посебна група, желбата да се голтнат, виолентноста на судирот извика од таа несигурност на идентитетските корени. Значи, ние во таа смисла сме македонци, не слабо македонци. Македонци со словенски јазик и словенска култура. Тука правиме прва пауза за реклами, останете со нас, продолжуваме со вториот дел на нашата емисија на тема дали егејците денес владеат со Република Македонија.
Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Do you feel like this? Do you really feel like this? Oh, I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? Oh, 'cause I can. Zilaiko German Lemonade. Гледате, почитувани гледачи, колку денес е поделено тоа македонско општество и колку ќе бидат болни тие можни разврски и тие можни процеси кои ќе следат во наредните 6 до 12 месеци. Мирка Велиновска и Љубомир Фрчковски според мене се персонификација на тие две полутки на поделеното македонско ткиво. Зошто егејците се сметаат за пруси или за спартанци во рамки на македонскиот етнички кампус, бидејќи најголем дел од Илинденското востание, од Втората светска војна, па дури од Балканските војни, се водат на територијата на Егејска Македонија. Масовно егејците или македонците од Егејска Македонија учествуваат во сите тие војни и на тој начин тие, можеби оправдано, можеби неоправдано, за себе си ја врзуваат улогата да бидат пруси или да бидат спартанци, односно највоинствениот дел на македонскиот народ. Второ, за разлика од македонците во Бугарија или Пиринска Македонија, за разлика од македонците во Вардарска Македонија, кои беа под една силна пресија на таа асимилација на србите и на бугарите, кои се сродни идентитетски народи со македонскиот народ, македонците во Егејска Македонија го немаат тој проблем, бидејќи се многу различни од грците. Токму од тие причини македонците од Егејска Македонија останаа компактни и многу повеќе од македонците во Вардарска и Пиринска Македонија го задржаа тој еден стар и тврд македонски идентитет. Токму од тие причини во времето на комунизмот или во времето на Лазо Колишевски, македонците всушност се населуваа во сите тие критични, да не речам, подрачја на територијата на Македонија, Западна Македонија, делот спрема Грција, кај што всушност македонците треба да играат улогата на таа преторијанска гарда или на швајцарска гарда, која треба да ги брани браниците на Република Македонија или да го брани тој суверенитет и државен интегритет на Република Македонија. Тоа се некои подлошки или реминисценции или одредени анализи кои всушност егејците со право или грешно ги врзуваат за себе и се сметаат дека се спартанскиот дел на македонскиот народ. Зошто им сметаат егејците, знаете? Па еве зошто им сметаат. Ова не е случајно, знаете. Сигурно дека не е. Ова веќе се гледа систем, се гледа ракопис во целата ова приказна. Одеднаш ми се чини дека егејците ќе дојдат да бидат највиновни за сите проблеми кои се случија во Македонија. Зошто Македонија не го решила проблемот со името? Зошто Македонија не напредува? Зошто Македонија не чекори кон неј кон НАТО? Кој е виновен? Виновни се егејците. Зошто? Бидејќи егејците спречуваат да се реши проблемот со името. Што дека ние бараме имотите да ни се вратат. Нели па неколку фази нели одеше. Прво се разговараше за името или се околу разликата за името, така и гласи формулацијата со која сме примени во Обединетите нации. Разлика, значи не разлики, па подоцна беше ги бараме имотите и сега последната фаза влагаме во идентитетското клопко која се плашам дека ќе дадат сите тие поделби. Немојте да се плашите. Во Македонија последните 100-150 години. Немојте да се плашите. Ова е во една од етапите низ кои ќе минат уште неколку генерации, бидејќи овде се работи за поништување на сериозна политика на континуитет на европски држави, која сега ја води Америка, од своји причини. Значи, оној што очекува
дека државите кои се одговорни за оваа несреќа на Балканот, односно и македонскава Голгота, лесно ќе се откажат од своите одлуки од претходните векови, се лажат. Државите не прават дисконтинуитет со своите истории, поготово државни, како што ние овдека правиме благодарение на приучена интелектуала и политичка елита. Не права дисконтинуитет. Континуитетот во Македонија е нарушен не само од надвор, туку благодарение на типови како овој генерал Атанасовски со своите комплекси. Антиквизацијата ја тераа интелектуалци од Македонија. Инфериорни, затоа што се жртва на индоктринација. И господинот генерал, со кого сум спорела ја во Пулс по ова прашање, од почеток се осеќа инфериорен од движењата ослободителни во кои најмасовно и во континуитет учествувале македонците од Беломорска Македонија. Знаете, егејците сметаат денес дека се на некој начин како прусите кај македонскиот народ, по споредба со тоа што се прусите кај германските народи, кај германските племиња. Знаете, они со гордост кажуваат дека, не знам, Гоце Делчев, Крсте Петков, Мисирков, па и Александар Македонски се родени на територија која денес се нарекува Егејска Македонија. Таа е дел од Македонија. Нели, од друга страна, овој остаток на македонскиот народ секогаш бил плашен и пежоративно се однесувал кон егејците или кон егејското прашање, сметајќи дека се тие предавници дека нивна животна желба е да не вратат во Грција. И персонификации на двата процеси биле Топурковски, со она негова идеја пред 10 години за конфедерација со Грција и на тој начин решавање на македонското прашање, имоти, малцинство, име, и Никола Груевски, кој нели е персонификација на непромена на име. Егејците се тука на некој начин всушност мезето на масата за расчистување на одредени Ја мислам нешто друго. Дека оваа тенденција нема корен. Ни длабок, ни историски, уште помалку некој вака као поим да го да. Прво Македонија била цела додека владеела тука Турската империја, додека била функционална. Не се делеле така македонците. Никој така не се гледал меѓу себе. Ова сега, ова е опасна тенденција. Прв пат доаѓа од представник на здружение на партија која водела антифашистичка борба. У таа антифашистичка борба македонците од егејскиот дел на Македонија од првиот ден, значи во својот домен, во својот дел, еве од држава, како што е Грција, поведоа како лидери покрет, движење на антифашистичка борба против италијанскиот окупатор. 1940 година. Во 1941 година Комунистичката партија на Македонија во рамките на Кралството Југославија одвај состави прв партизански одред. Тоа е првиот комплекс на господинот Тодор Атанасовски. Мислите дека има комплекс? Комплекс затоа што овде се работело револуција и восстание е во егејскиот дел на Македонија. 28.000. Никој не кажа. 1940 се кренаа да ја бранат Грција, односно своите домови од италијанскиот окупатор. Фашизам. И тоа и грците го признаваат. Никој не кажа дека секое село во Егејска Македонија го има кренато Илинденското восстание. Точно. Никој не кажа дека после Крушево уште недели и месеци трае Илинденското. А кој да каже? Па тоа никој не го спомна. Па нема, некој правел упорно, значи со Букурештскиот договор и после со Версајскиот потврдено и после во политика државна преточено, упорно создавал во Македонија свест нарушена за да се раскине континуитет, да се раскине заедништво, сеќавање за себе
И сега назад. треба да и се ова сега треба да се да финишира. Да се скрши кичмата, нели? Па, Ако ги македонци, скршиме егејците, нека ги ако нема. ги скршиме егејците, лесно ќе се реши. Нека не нема проблемот тоа на- ќе не на нема името. фино, може и некој процент пониско ќе биде Добро, македонското население. Влагаме ли во процес на силни притисоци за промена на името? Да, последни. Ова ќе биде, ја по моја проценка негде до јануари жестоко ќе се води за да се постави основа за дестабилизација на Македонија сега на етнички принцип, зашто преклани пробаа со 24 декември лани или преклани кога беше да ги судрат македонците со македонци. Тоа беше 4 декември 2012. претекстот на оваа изјава на господинот Атанасовски. Требаше да се судрат, пошто они така предпоставува дека мнозинството од членството на ВМРО ДПМН Се егејци. се македонци, молим те. Значи јас само користам терминологија Да. за да биде разбрано за Значи гледачите. да бидат лошите момци. Еве, ние да бидеме Хезболах. Ако сакаш така. Значи малцинството егејско Да. да го Владее контролира, со да владее вардарското мнозинство. или со и не само што владе, туку со штетна политика им ги уништува перспективите. Не, па мора да има внатрешен непријател. Сега очекувате дека ќе има етнички конфликт? Не. Сега ќе има, да, меѓуетнички ќе се обидат на македонците во време, еве како што викаш, кога се егејците на власт и владеат со мнозинството македонци, значи тие како позиција државна да отворат воиште ново со албанците, бидејќи ако го слушавте говорот на Обама во Советот за безбедност, јасно го издвои Балканскиот регион. Дека е најнападнат и најзагрозен од Кобајаги, така наречениот ИСИЛ, кој е уствари, нели, производ на ЦИА. И тоа чисто. И што очекувате? Тоа значи дека нас ни се доделени. Значи, државите добиваат license to kill. Значи, задачи. Слободен да гањаат, да гонат радикали исламски, многу примамлива ситуација за судир меѓу христијани и муслимани, кој се крчка пропагандно, да налетаме на таква мина у време кога со државата управува, еве да речеме, премиер кој им смета многу. Кој е егеец? Да. Млада генерација со потекло, со родители кои се од таму, Од Егејска Македонија. што до сега ја не се сеќавам дали некогаш се пребројувале, дали штипјани, дали мијаци, не знам, дали брсјаци, Сме збореле за пиринци, ресенско дали лоби, владееле, не. плашко лоби, но во бизнисот, Молим во те, уопште политиката не сме зборувале. не сме доделе до тамо. Ова е овдека директна сугестија, прогласени се за странци, значи окупатори, И за поробители. па окупатори. Тоа што го кажа Атанасовски е тоа. Добро. Он е уште председател, борците, членовите не се оградија, нити го Ако сменија. се окупатори, тоа значи дека народот треба да се побуни и да ги нормално, симне после е многу лесно. окупаторите од власт. Види, еднаш кога ќе се посее семе на омраза, тоа после, ако не го искорениш, длабоко ако не го изораш, тоа ќе ти даде плод. Видите? Ама Значи, Македонија никогаш до сега во историјата немала ситуација да биде стимулирана да направи граѓанска војна. Значи, не само идентитетно да се обезличи, него и да се само уништи физички. Ова е баш брза трака поставена, затоа што очигледно планерите во светските игри немаат многу време, кубурат со време, а им требаат конфликти со кои они ќе ги остварат своите цели. Пред неколку години ја поставив дилемата дали на крајот егејците ќе бидат главни виновници за сите проблеми и за се оно што и се случува денес на Република Македонија. Полека македонското општество се движи кон таа фаза
кога на крајот егејците можеби ќе бидат обвинети за сите проблеми со кои денес се соочува Република Македонија. Зошто сега се инсистира на тоа словенско мнозинство или македонци од словенско потекло? Тоа е изјавата на амбасадорот кој треба да дојде некаде пред 2 недели дадена во Американскиот конгрес, но кога се вратиме назад 20 години, значи оние првични најави некаде од Грилакис, па и пред Грилакис беа за Славо Македонија, па дури Дата прес, тогаш агенција на НИП Нова Македонија, правеше истражување на јавното мислење кај што беше ставено името Славо Македонија. Албанците први се побунија против тоа, бидејќи тоа го дефинираше словенскиот карактер на македонската држава. Подоцна Грилакис продолжи со таа изјава, меѓутоа и грците постојано инсистираат на тоа Славо Македонија и Славо Македонски. Ако ставиме ова теза, нели, за егеизација на Македонија, која за мене е многу битна, знаете, бидејќи тоа прв пат конфликтот го внесува внатре во македонскиот кампус, и кога нели ја прифатиме тезата дека егејците всушност владеат како малцинство со Република Македонија, како диаспората всушност владее со мнозинството македонци во Македонија, можеме ли да очекуваме конфликт токму по таа идентитетска линија внатре меѓу македонците? Не, мислам дека ќе се сруши таа кула. Нивниот режим негде издишува, они не разбираат, но нивната улога во обидот да ја реидентизираат македонската држава завршува полека. Травматичен еден период, но завршува. Ние ќе се нормализираме и практично ова што го викате вие ресоциализација е всушност враќање на основната нормална идентитетска структура кај нас и обид да се биде модерна во нормална смисла модерна нација, која има историски корени, тука нема никаков проблем, меѓутоа јасни идентитетски корени кои се врзуваат за тезата на Блаже Конески. Јазикот е нашата татковина. И тоа е така. Така не учат, така не восприемаат другите. Во еден момент, кога меѓународната мондијална арогантност од времето на Холбрук ќе се заврти повторно кон нас, сега преку Германија, ќе видите како со еден потез ќе ги одуваат хоштаплерајот од масата која е поставен во меѓувреме, а тоа е антиквизацијата. Мислите се случува тоа? Знаете, ние до пред година дена говоревме за антиквизација. Сега веќе се говори за хеленизација. Дека всушност Македонија прифаќа грчко историско наследство, грчки символи, грчка оминато, грчки херои и ги претвара во македонски. И дека тој процес на антиквизација сега се нарекува хеленизација. Знаете, јас ќе одам и чекор понатаму, знаете. 92-3 година кога беше грбот на Вергината или на знамето од Кутлиш, никој не правеше проблем, нели? Тоаш вас го обвинува дека сте носител на тој процес на Александар Македонски, на Филип Македонски, дека вие како министер за внатрешни работи се всушност човекот кој најмногу инсистира на тоа, тогаш не ви сметаше условно речено таа хеленизација. Правниот факултет го нарекува Јустинијан Прима, кој на некој начин византијците како наследници на некоја стара грчка династија и така натаму, и тоа не ви пречеше, но сега овој процес кога се прави во Скопје 2014, и Никола Груевски ви пречи, го нарекуваат антиквизација и хеленизација. Зошто? Зошто има потреба да речеме тие процеси така да ги дефинирате и на некој начин да тој идентитетски комплекс и конфликт во македонското ткиво уште повеќе се продлабочува. Знаете што, било која играчка не му се дава на будал. Едно е да се бавите со еден проблем во смисла на културолошко наследство, а друго е тоа да го земете и да го претворите у мејнстрим на главната улица промена на идентитетската основа на својата нација, како што ВМРО го прават. Културолошките џебови во Македонија може да бидат различни, римски и старогрчки, тоа имате наследство такво археолошко, ви може да се потпрете на нив, но не можете да отидете, барајќи ги своите дамнешни корени, во нешто што не може културово и идентитетски да се конципира како нација, што е старомакедонскиот корен. Прво, тие се племе кое својата инфериорна култура самите ја оставаат настрана, тоа е јаничарска, подоцна наречена психологија, ја преземаат доминантната хеленска култура и ја шират повеќе од самите хелени. Тој проблем македонскиве хоштаплерски
концепти за историја не може да го решат, бидејќи хеленската култура е сепак проблем за нас, таа е дистантно различна. И се обидуваат да ги направат македонците супер старословени, кои уствари не дошле, него биле тука, па таков јазик имале. Значи тој хоштаплера и халуцинација оди до безсмислено од почеток, но оди до абсурдни, тотално абсурдни фатаморгани. Сега, таа приказна е да го решат хеленскиот корен суштински на старомакедонска цивилизација. Независно што етнички биле различни, они ја преземаат култура, субмисивно ја преземаат и ја шират. Сега, ке ВМРО друг проблем постои. Они не можат да го сварат и да го пројдат успехот македонците да создадат држава. Значи, проблемот нивен е што успеавме да ставиме држава. И таа е врзана за комунистичкиот, односно антифашистичкиот период. Сега, они сакаат тој период да го прескокнат и да се вратат назад во ВМРО. Меѓутоа, вие кога ќе го прескокнете тој конститутивен период, кога ќе се вратите во ВМРО, вие паѓате у дупка на нивната внатрешна подела и отсуство на критична маса за државотворност, независно од идеите што сакале. Словенците, например, они можат да зборуваат за словенска држава и пред комунизмот. Но ние, кај нас комунистичкиот или антифашистичкиот период е конститутивен за државата. Тој за нас е многу поинакво, потежок. Ние мораме да пројдеме и да го валоризираме него. И во таа смисла генералот што го цитирате, инстинктивно го чувствува тоа и го брани. Тоа е за нас многу битно. Дали кршењето на кичмата на егејците е всушност неопходниот чекор Македонија да биде направена или да дојде во ситуација да може да влезе во преговори со Грција за решавање на проблемот со името, и дали кршењето на кичмата на егејците, кои се смета дека се швајцарска гарда на Никола Груевски, е вовед во можното рушење и паѓање на Никола Груевски од власт во Република Македонија. Што очекувате? Знаете, ова не се случајни играчи. Не. Ајде вие ќе видите, не знам, тамо некој, ајде во окно или не знам, некој од Соросовите испостави нешто ќе напише, но тоа нема тежина. Овде е Тодор Атанасовски, значи една од персонификациите на македонската држава, значи генерал, председател на боречката организација, тврди формулации. Па доаѓаме до едно менување на формулациите, антикизација, хеленизација, словенизација. Демек ние сме сега формулацијата не е проблем. Може некој да рече излапен е човеков, старецов, не. Реакција што отсуствува. Тоа е опасното. Знаете, тогаш тоа страно тело, тој тумор, ајде да се изразам така фигуративно, ќе се отстрани лесно, нели? Тоа се егејците кои владеат сега, ајде да речеме окупаторски во рамки на Република Македонија. Имате право. Некој создава претекст за и кога ќе дојди всушност мнозинското население на власт, лесно ќе ги реши своите проблеми. Знаете, очекувате ли конфликт? Ја уопште, значи, може би некому ќе му се чини драматично ова, јас и вие што го разговараме. Нашата улога е да ги соопштиме игрите. За да нема лесна, како се вика, пропаганда која ќе лапнат, она што викам као кленна дудинка да се фати некој. Народот за среќа е толку искусен, низ толку има поминато. Тоа е тоа историско сеќавање, што за среќа на Македонија фактички е предводник. Сам се води. Ова елитиве се изфрлени, не знам дали некој им јавил, се изфрлени од игра. Значи пред ова емисија, значи гледав, правејќи емисијата за рачино, ги гледав архивските снимки. Така да нема да пројде што се случуваше 2001 година. Она спонтано собирање после Рачиново, пред собрание, влегување во кабинетот на Борис. Не, до собрание имаше пат кој не можеше нато да го пројде. Апсолутно. Значи влегување во кабинетот на Борис Рајковски. Прашањето на името има многу поголема експлозивност во себе. Значи многу поголема фрустрација, многу поголема тензичност и така натаму и така натаму. Тешко тоа може да биде така лесно изменаџирано, така лесно направено како што очекуваат. Ќе се елиминира една егејска структура, ќе се елиминира една влада, ќе се елиминира некој човек. Како вели Зоран Заев пред 10 дена, па ако Груевски не го реши името, он ќе го реши. Тоа мене ми припаѓа. Значи веќе менува по трети или четврт пат својата позиција. Прво кичма ќе свитка, па храбро ќе обрани името, па на крај вели ако не го реши он, тогаш еве јас сум тој што ќе го реши. Знаете ли што ќе се деси? Ќе ви изгледа веројатно неверојатно. Ама јас го знам тоа.
имам и податоци кои нема да ги кажам, но ќе ви кажам што е слабоста на ова сценарио. Македонците нема да се поделат. Нападот на името, посериозен, ако дојде од овде, од државни структури или не знам, партии, ќе го види цела Европа. Македонците од географскиот регион Македонија, ќе се обедини. Тоа го знаат американците. А ако тргнат, нека не ве чуди што ги нема на пописи, на избори. Македонците се научени заради живот во екстремни околности да живее како камелеон. И тоа го знае Ција многу добро. Затоа во последниот совет што и го дадоа на Грција, а кој го употреби Папулјас кога беше у Србија и го соопшти во Политика, весникот, во третата точка, во 6 точки план како да се спаси Грција, Ција преку Стратфор испрати програма во 6 точки. Во неа клучна е дестабилизацијата на Македонија. Заеднаш за секогаш да се заврши како воен проект еве на НАТО и да ја снема. Тие тоа многу добро го знаат. Ние овде И играат на таа карта. па играат, ама Јас имав една средба со Папулјас, кога он е избран за председател на Грција, значи првиот мандат. И правиме интервју некаде од 45 минути и бара да испиеме кафе уште пола саат. Тоаш беше Илинка Митрева, министер за надворешни работи, вели дали би сакале да пренесете порака до министерката за надворешни работи? Викам да, ако не е нешто посебно тајно или не знам посебно дискретно. Вели ние македонците, знаете, она нивна една византиска игра. Ние Ако те фатат дека не реагираш. Да, ние македонците немаме отворени прашања. Клучниот наш проблем е албанското прашање. И продолжува да кажа својата семејна... мало тројанско конче, тоа е класика за грците, својата приказна дека од Јанина, дека потекнува од Јанина, дека они знаат како е тоа таму, тоа е делот на Чемери и така натаму. Но, таа карта ја играше и тој, ја играше и керката на Мицотакис Дора Бокеона, играше сите, оние средби кои ги правеше во Приштина, значи после 2004-2005 година во пресрет на Букуреш, тоа е играта на грците. И ние имаме дежаву ситуација. Све гледаме. Нашиот проблем во врска со темата за која разговараме е ова. Македонското искуство е на вистина големо, особено концентрирано овие 2 века, значи 19-20 век и еве сега 21. Македонците, од егејскиот дел на Македонија, имаат доживеано она што доживеале ирачаните, пакистанците, сириците, либиците. Ние кркнавме, нашите, значи родители, кркна напалм бомби, истурени од авионите на Америка. Напалм. Први. Па да сме живи и здрави. Први. По Втора светска војна, војната продолжи во Грција. Со монархофашисти, подржувани од Америка и Велика Британија, се водеше војна со македонски народ. И гинеше македонски народ. Односно егејци, како што вели етноцид направен. Како што вели екзодус има. Генералот егејци. Така. Раселени по белиот свет, од Беломорието. И ти му викаш врати си се у матичната држава, значи у дело територија која е дело тебе. Своја држава. Да. Овдека сега некој го прави странец. Окупатор. Да. Тоа не може да биде, како се вика, благородна работа. И случајно. Не, и случајно. Тоа е или некој зол старец кој излапел, што Тошо Атанасовски као генерал не е ни глупав, или е злонамерно ставено во функција да се проба да се направи таков раздор.
Тоа нема да пројде. Зошто СДСМ не успе да ги врзи македонските егејци за себе? Знаете, почитувани гледачи, еден поголем дел од тие егејски граѓани кои се дојдени од Егејска Македонија и живеат на територијата на Република Македонија, всушност се деца на оние партизани кои војувале против грчката држава таа 48-49 година, односно се деца на поранешните македонски комунисти кои биле составен дел на грчката комунистичка партија. Сосема е нормално дека тие деца на поранешните егејски комунисти би требало да бидат многу блиски до СДСМ. Меѓутоа СДСМ изминатите 15 или 20 години воопшто не успеа да направи чекор и во еден масовен дел или во еден поголем дел да ги врзи македонските егејци за себе. Зошто? Изминатите 20 до 25 години егејците во рамки на Република Македонија имале два своји големи политички фаворити. Едниот е Васил Топурковски, кој некаде пред 20-25 години беше лидер на егејците во рамки на Република Македонија, и денес е тоа Никола Груевски. Васил Топурковски пред 20 на години ја губи својата политичка битка од Киро Глигоров, кој е представник на мокното штипско лоби во рамки на Република Македонија. Меѓутоа, за Никола Груевски е карактеристично дека по татко од Егејска Македонија, по мајка од Штип, и всушност во себе ги спојува и тоа мокно егејско и тоа мокно штипско лоби. Самите егејци сака така се доживуваат дека се поруси во рамки на македонското општество, дека се еден највоинствен елемент во рамки на македонското општество, дека Гоце Делчев од Егејска Македонија, дека Крсте Петков Мисирков од Егејска Македонија, дека не знам Александар Македонски од истото место од кај што е Крсте Петков Мисирков, дека во времето на Лазо Колишевски дека егејците како најтврдо ткиво на македонското јадро биле населувани по Западна Македонија да ја чуват и да ја бранат македонштината во тој дел на Македонија, дека егејците се сметат како сина крв. Тоа веројатно предизвика конфликт и револт кој остана тој дел на македонските граѓани. Дали вие смета дека прво владеат егејците со Македонија, дека е неопходно да им се скрши кичмата за да може да биде решен проблемот со името? Не, добро, ти си во еден филм кој вака е интересен, жаровски е, меѓутоа не мислам дека е тоа само проблемот на егејците, иако има едно сериозно лоби кое влијае и кое наметнува еден потврд однос во однос на посебно Грција. Може би албанците, може би во однос на албанците. Ве нападна егејците пред 10-15 години, дури Никола Поповски Да, јас не 10-15 години беше брзо тоа кога имав таков еден став. Извинување за егејците. Да. Но добро, независно од тие нивни интерни расправи, постои еден проблем кој навистина е проблем. Они прашањето на македонското малцинство во Грција го монополизираат низ јазик во низ кој нема решение. Односно, тие се хранат на еден фантазмагоричен начин од страдањата на нашето малцинство тамо и од нивната историска епопеја и борба за слобода и така натака, меѓутоа тоа го имаат монополизирано на начин кој не може никако да се политички раководи. Затоа македонските либерали, една модерна политичка демократска елита, би морал да ги отвори прашања. Тоа не може прашање се затвори, се заборави. Туку мора да се отвори на начин кој современата политика го разбира. Значи, низ контекстот на малцински човекови права, лингвистички права, расправа за топонимите, нормално, меѓутоа нормално. На тој начин само ќе се одземе монополот кој го држат егејските групи и лоби во однос на ова прашање кое е нивна као нивен грал, свет грал, кој не дава да се допре и не може ни да се реши. Тој веќе извор на фантастични мобилизации политички, дека овие грците сакаат наш всушност да нема, дека во таа смисла како ќе преговарате со нив, ако всушност они сакаат да ве нема, тоа е апсурдна ситуација. Сега, например, нивниот лидер ќе преговара за тоа, односно испреговарал и прифатил таков пакет. Мислам на Никола Груевски. Кога говориме за егеизација на македонската политичка сцена, мислите на Груевски, мислам и генералот Атанасовски, мислите на Груевски. Значи, и Ѓорги Иванов има некој егејско потекло, но тој не е некоја битна политичка фигура со политичка тежина, но Никола Груевски е. После Васил Топурковски се јавува човек од Егејска Македонија кој има цела власт. Васил Топурковски имаше харизма, беше избран со убедливо мнозинство 80-20 во однос на Драголюб Ставрев, меѓутоа немаше никош мокте ако имаше Никола Груевски. Он веќе 8-9 години има целата таа мок. И сака да се знам представува некои македонци кои се потекло од Егејска Македонија кои се мощни модераторни и либерални луѓе.
Така да не можам да го глобализирам, односно да го генерализирам тоа мислење на тој начин и мислам дека е малку поширок, опфаќа некои линии кои не се егески, а кои сум ги препознавал предходно со истите мотиви. Врските со античка односот, авторитарноста е лесно да најдете фигури кои се авторитарни, кои не е тоа проблем на етничко потекло или групно потекло. Овдека се работи за еден цел систем кој успеа некако историски да ги искористи невниманието, можеби, на целата меѓународна јавност, која погледот кон овој регион го постави низ една флоскула: безбедност пред демократија. Таа флоскула се покажа кобна и таа флоскула и даде време на авторитарните владеачи да фатат моментум. Тоа е не само во Македонија, тоа е во Црна Гора и во Србија, претходно беше во Албанија. Значи цел еден тренд, Турција и Унгарија. И сега се случува мала промена, малку доцна е таа промена, бидејќи во Македонија, например, тој режим се има заокружено како хибриден авторитарен режим и за возврат што прави? За возврат враќа површна стабилност. Дуи ВМРО влада таа површина, за што е проблемот да врие општеството доле. Тоа е цената на лажната стабилност површна во Македонија. И сега, понатака, без демократија, една обична промена е потребна. Значи, наместо безбедност пред демократија, треба безбедност низ демократија. Толку е приказната, но тоа бара сега во овој проблем во Македонија голем притисок на авторитарната структура која владее. И што да се каже на крајот, почитувани гледачи? Никола Груевски веројатно треба да се замени од политичката сцена во Република Македонија, бидејќи јас се согласувам дека води штетна политика за еднината на нашата држава. Меѓутоа, дегејците да се прават окупатори и непријатели на Република Македонија, прво е голем злостор и второ е многу штетно. И на крајот тоа не одговара на вистината. Можеби тие прават лоши политички проценки, можеби прават одредени политички грешки, меѓутоа на крајот на криштата тие се македонци во вистинската смисла на зборот и е голем греф од нив да се прават окупатори или грци кои окупирале Република Македонија. Тука нека да правиме пауза за реклами, останете со нас, погледнете и рекламите и подоцна се враќаме да одјавиме емисијата. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од Алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Биокрил Актив од Алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ. Изворска во нова екоамбалажа. Сега со подобро сочувана свежина. Драстично намален пластичен отпад и лесно рециклирачка за секој корисник. Од природата за природата. Изворска од Кожувчанка. Ова беше емисијата во центар, сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, не се гледаме идниот вторник во истото време. Пријатно вечер, Македонија.
Добро вечер. Јас сум